Добро, прво однос на кандидатите. Ние практично ги финализиравме кандидатите, избор на кандидати за најголемиот број на општини. Дефинирани се сите и до крајот на оваа, почеток на следната недела и тие кои што останаа кандидати за другите општини ќе ги презентираме во јавноста. Ги избравме најдобрите кандидати, тие кои што се и признати и познати во своите средини, дека имаат кредибилитет да излезат пред граѓаните, да ја презентираат својата програма и дека може таа програма да ја оствари. Мене ми е навистина жал што владачката коалиција не направи ништо и не се обиде да собере мнозинство во парламентот за да помине изборниот закон. После укинувањето на двата члена од страна на Уставниот суд, едно прашање остана да лебди, а тоа е како се регулира делот на пријавување на независните листи за кандидати. Има различни толкувања, можно е да се пријавуваат и веројатно така ќе биде одлуката, правилникот во Државната изборна комисија со оглед на тоа што не е регулирано, тоа да биде со 2 потписи, што сериозно ги загрозува независните листи. Поради тоа што може да им се случи хаос. Власта не се обиде да го собере Бадинтеровото мнозинство во парламентот. Ние помогнавме, бевме таму. Го прифативме предлогот да се намали бројот на собрани потписи за евидентирање на кандидатурите од 1% кој што го укина Уставниот суд на 0,5, што мислиме дека е фер. И мислиме дека е нешто што добро го регулира тој простор. Така да ние настапуваме со нашите кандидати, настапуваме со кандидати кои што се најдобриот избор, кои што може да ги остварат програмите кои што ќе ги ветиме, имаме специфични програми, ќе ги презентираме во следниот период, големи планови за развој на големите општини и микро планови за средување на малите проблеми во рамките на секоја од општините поединечно. Ја поддржувам волјата на независните, на граѓаните, апсолутно да кандидираат своји кандидати. Сметам дека со тоа се зголемува можноста за избор на граѓаните и сметам дека треба да има кандидати, а ние нормално ќе се бориме со целокупниот свој демократски капацитет, со сите демократски инструменти да ја добиеме довербата на граѓаните. Јас го слушав премиерот како дава насоки како да работеле градоначалниците. Сметам дека е тоа многу погрешно. Сметам дека тоа доведе до тоа да Скопје стане еден страшно прљав, едноставно неубав град за живење, со нивната градоначалничка Даниела Арсовска, која што понатаму во текот на мандатот се обидоа да се дистанцира, меѓутоа јасно е дека не им успеа диловите, па затоа се скара помеѓу нив. А јас ќе ветам само една работа, дека сите градоначалници на СДСМ ќе работат честно. И дека јас лично и целата партија стои како гаранција за тоа.